Евангелието според Јован е едно од моите омилени евангелија и омилена книга и во Новиот Завет и во Библијата. Ако првите три евангелија според Матеј, Марко и Лука се така наречени синоптички, односно ни ги укажуваат нештата во животот на Исус по еден редослед, Јован како посебно евангелие, Јован како евангелие на очевидец, на оној кој што беше со Исус Христос, ни дава нешто дополнително. Ни дава негова лична, долгогодишна, дестилат на неговата лична, долгогодишна рефлексија и размислување за она што нема му се случи без тој веројатно и да го очекува, да биде сведок на доаѓањето, на раѓањето на Исус Христос на оваа земја, на животот на Исус Христос, на неговата смрт и неговото воскресение. И ова е дестилат на таквото промислување кое што Јован го имаше со декади, затоа што според црквената историја и традиција тој доживува длабока старост и умира на, речиси, негови 90 или можеби дури над 90 години. И овој Јован, кога зборува, не ни зборува само за раѓањето на Христос, туку не враќа чекор два претходно. Не враќа во Божјото постоење. И таму го лоцира Христос, како што ќе ни зборува самиот текст, значи да не мора јас да зборувам, ајде да го прочитаме, да ги прочитаме први стихови, ќе читаме од Евангелието според Јован, првата глава, стихови кои што се неверојатни. Во почетокот беше Словото. И кога ќе слушнеме Словото, во почетокот беше Словото. Тука имаме две нешта. Прво, ќе се сетиме на првата книга во Библијата на создавање, или постанок, или битие, книга која што зборува, која што исто вака започнува, во почетокот. Во почетокот беше Словото. Јован ни зборува за почетокот пред земјата, да постои пред да постои овој дел од нашиот универзум. Во таквиот почеток беше Словото. И Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Едно од најотворените, најјасните изјави дека Словото за кое што зборува Јован не е нешто секундарно во однос на Бога, туку дека е во Бога, со Бога и дека самото Слово е Бог. Тоа во почетокот беше во Бога. Третиот стих вели: и се стана преку него, и без него ништо не стана од она што постана. Заради тоа што Словото е Бог, заради тоа што Словото е со Бога и во Бога од секогаш, она што беше создадено и преку и од страна на Словото. И ова е еден клучен момент, зашто ние мора да разбереме дека Јован зборува во еден контекст на еврејска традиција, во која што монотеистичка традиција, во која што создавањето е клучна карактеристика само на Бога. Ангелите не создаваат, архангелите не, значи сите оние други битија во универзумот нема таква суштинска создателска улога. Тоа е самиот Бог и токму затоа ова слово е поврзано со созданието, како да Јован сака да не потсети дека ова не е само додаток Божи, туку дека е самиот Бог, словото е самиот Бог преку кој што нешто е создадено. Четвртиот стих вели вака: во него беше живот, и животот и беше светлина на луѓето. Повторно алузии на оваа прва книга Мојсеева, на книгата Создавање. Зашто во првите неколку стиха земјата ни е опишана како темна и пуста и празна, односно пуста и празна, има темнина и Духот Божји леби над неа. Тоа се сликите со кои што започнува всушност Библијата. И Бог вели нешто што е познато, нека биде светлина. И кога доаѓа светлината, кога доаѓа Божјата светлина во овој хаос, во оно што се нарекува на еврејски тоху ва боху, одеднаш од тој хаос почнува да се создава ред. И ова е најава на Јован, апостолот и богослов, дека во животот, дека ова слово, овој човек за кој што тој зборува, Исус Христос, во себе има живот и во себе има светлина. И дека во него хаосот во овој свет ќе почне да добива ред и дека во таквиот живот на Исус Христос еден ден таквиот ред и поредок ќе има финална форма. Дека ќе дојде таков ден во кој што Бог повторно
и целосно ќе ни се објави како Господар и Создател на оваа земја. И во него беше вели животот и животот им беше светлина на луѓето, светлина на луѓето. Ако го читаме Евангелието според Јован, и јас најтопло ви препорачувам повторно, не се, кога ќе кажам дека ова книга, ова не е книга од 300-500 страни, ова се 21 глава, се чита, предпоставувам, за отприлика 1-2 часа, ако е тоа на брзо читање на прва. Ако го читаме Евангелието според Јован, а вие можете тоа да го направите и во ваква хартиена форма, и во апликацијата која што е обезбедена и на македонски јазик, bible.com или bible.com, да си ја спелуваме на македонски, таму можете да влезете и да влезете, имаме и планови на македонски, плановите кои што ги користи Евангелска црква Солкрав се со хаштаг читај живеј, ако одите да читај живеј Јован, ќе можете секој ден да читате по една глава и да имате прилика како Јован да читате и да рефлектирате, да размислувате што точно сака мене лично да ми се пренесе или тебе лично да ни се пренесе преку овој текст. И кога ќе читаме тој Евангелие, ќе го видиме токму ова што Јован ни го зборува, дека Исус навистина беше живот и навистина беше светлина на луѓето. Исус кој што доаѓа и е во комуникација со луѓе, значи разговара со луѓе кои што имаат хаос во своите животи, луѓе кои што имаат темнина, луѓе кои што се збунети, луѓе кои што се исплашени. И во таквото нешто, во таквиот хаос, во таквата темнина, Исус им дава Божјата светлина. И одеднаш луѓето почнуваат да гледаат, одеднаш луѓето почнуваат да доживуваат обнова и ред во своите животи. И за мене ова е фасцинатно, затоа што искрено ова нешто сум го искусил во мојот живот. Значи во моменти кога првпат сум го запознал Бога, кога првпат сум почнал да читам за Бог и кога првпат уште позначено сум му се обратил во молитва на Бога со моите потреби. Бог одговорил, Бог ги чул молитвите, Бог дошол, Бог е тој кој што ми дава и се уште имам потреба да ми дава ред и водство и насока во мојот живот. И 5 стих е верувам исклучително значаен во ова време на таков еден сеопшт хаос, глобален хаос. Луѓе кои што зборуваат дека крајот на светот се ближи, дека контролата врз човештвото ќе биде се поголема и поголема. Стравови на луѓето во однос на тоа што ќе се случи со зголемената роботизација, со употребата на оно што се нарекува вештачка интелигенција или artificial intelligence. Како тие нови технологии ќе имаат реперкусии врз човештвото. И некои се возбудени, ама и бев на еден TEDx на кој што двајца професори тука од нас од Финки зборува за тоа дека тоа се големи можности кои што во исто време се представуваат и голема опасност за човештвото. Зошто? Затоа што управувани од добри совесни луѓе тие ќе вродат со одлични резултати за сите нас. Управувани од луѓе кои што се себични и кои што ги имаат само своите интереси или интересите на својата мала група на ум, може да бидат страшно опасни за човештвото. Ја бев фасциниран од тој TEDx и благодарност до TEDx што ме поканија да бидам дел од еден таков фасцинатен за мене настан. Ова што ќе го прочитаме во 5 стих е токму тоа што верувам дека мене ми треба и нас ни треба во едно вакво време на темнини кои што се чудни по својата густина, чудни по својата пројава. Светлината свети во темнината и темнината не може да ја опфати. И ова знаете што значи? Ова значи дека оној кој што се роди и за кој што ние заради кој што ние се поздравуваме, Христос се роди, навистина се роди, ќе го има последниот збор во историјата. Дека дури во неговиот живот на оваа земја, колку и да темнината сакаше да го задуши, колку и да темнината сакаше да го како да кажам, да ја угаси таа светлина во Исус Христос, тој на крајот и после она што беше крај, покажа дека светлината свети во темнината. И сакам ова да биде охрабрување за нас. Сакам ова да биде водилка за нас. Водилка да се сетиме дека колку и да ни изгледат мрачни ситуациите, дека постои Бог кој што е добар и кој што ја иницираше светлината за овој свет во Исус Христос и Бог кој што повторно во Исус Христос ќе ни даде финална доба на нас како луѓе. Еден нов свет во кој што доброто и светлината и животот ќе бидат на вистински начин дел од нашите животи.
И продолжува понатаму, 10 стих вели вака: во светот беше и светот преку него постана. Но светот не го позна. Дојде ке своите, но своите не го примија. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ да станат чеда Божии, да станеме деца Божии, да станеме ќерки и синови Божии. Дојде, доживе отфрлување во свое време, од својот народ, од своите водачи. И тоа нешто не го натера да биде поколебан на било кој начин во мисијата која што тој имаше. А тоа е да не вклучи мене и тебе во неговото семејство, во Божјото семејство. А на сите што го примија, на сите што веруваа во неговото име, им даде моќ, им даде власт, им даде авторитет да станат чеда Божи. И мислам дека нема позначена вест. Ако се прашате што е Евангелие, да, тоа се биографиите на Исус, ама Евангелие има значење на добра вест, одлична вест, најдобра вест, нема подобра вест, а тоа е токму таа вест. Дека Бог сака ти да бидеш дел од неговото семејство. Верувајќи во Исус Христос, примајќи простување за своите деструктивности, за своето зло, за она што сме го направиле на себе си, на другите и кој што се уште намачи. Примајќи го простувањето за таквото нешто. Преку жртвата на Исус Христос. Преку тоа што Исус мораше да умре и да ја плати цената за мојата и твојата деструкција. Преку таквото нешто, преку примањето на таквото нешто во молитва. Да бидеме, да станеме дел од Божјото семејство. Тој што беше отфрлен, не ни се свети. Не отфрла нас како казна, толку ја плаќа цената за ние да бидеме ќерки и синови Божи, да бидеме едно семејство. Оној кој што беше Слово, оној кој што беше вечно со Бога, оној преку кој што се е создадено, тој дојде помеѓу нас. Исус Христос, Исус Месијата, Синот Божи, дојде помеѓу нас. И ни даде ваква прекрасна можност, за која што искрен сакам, и јас, и ти, кој што го гледаш ова, да не ја земеме здраво за готово, да не биде ова као, многу интересно нешто слушнав, туку уште сега да земеш. А ќе завршам. За многу кратко. Да се помолиш и да му речеш: Господе, фала ти. Фала ти што дојде на оваа земја. Фала ти што нашиот третман кон тебе не те поколева, да не вклучиш во твоето семејство. И кажи му со едноставни зборови. Отвори ги очите или затвори ги очите и кажи му: Боже, јас сакам тебе да те поканам во мојот живот и јас сакам да ти заблагодарам за ова заедништво кое што ти го имаш и кое што сакаш да ми го дадеш на мене преку твојот Син Исус Христос. И сакам од денес да започнам или сакам од денес да го обновам, да се вратам во моето заедништво со тебе. Те молам дојди во мојот живот и води ме. Амин. Оваа кратка молитва или слична молитва од тебе, од твоето срце, ќе биде најзначајната комуникација која што ти можеш да имаш и јас можам да имам во овие денови. Да не го земеме овој Божји повик здраво за готово, да не го земеме како нешто како ајде здравје понатаму или што и да е, да го земеме сериозно, да примиме Божјата љубов сериозно и да му дозволиме на Бог да не вклучи во неговото семејство, во заедништвото со него и едни со други. И тогаш Божи ќе има посебно значење. Тогаш Христос се роди, навистина се роди, ќе има посебно значење. А ќе има посебно значење за тоа што Христос ќе се роди во нас. Ќе се роди Божјиот живот во нас, ќе дојде Божјата светлина, ќе дојде она заради кое што Бог го испрати својот Син. Сите ние да го примиме него и да добиеме моќ, да добиеме власт. Власт да бидеш ќерка, власт да бидеш Син Божи. Амин.